Винка Саздова, еден од најчитаните автори во нашата земја, дама во секоја смисла на зборот. Преубавите мисли на македонската авторка, читателите ги впиваат и интерпретираат секој на свој начин, ненаседно вртејќи ги страниците од нејзините романи. Умерена, мудра и расположена да разговара за нејзиниот живот, работите кои ја прават среќна, но и улогата на баба. Винка Саздова во прво лице за својата приказна и романот Наречен живот. Добар ден, господја Винка. Навистина ми е чест и задоволство што ви имаме во ексклузив денеска. Како се чувствувате? Прекрасно. Иако е малку ветровито, врнежливо, јас сакам такво време особено. Затоа што е циклусите на менување на животот и на сите наши расположенија. Денеска се гледаме токму на светскиот ден на книгата како еден од најпродаваните автори. Што вие ќе ни препорачате да читаме? Има толку прекрасни книги и многу е важно расположението кога читаш една книга. Еве мене скоро ми се случи, неодамна земав да читам една книга, не ми одеше никако. И викам, велам, знам дека е убава книга, не оди, никако не оди. По 5 месеци ја земам истата книга. Вау, велам, колку е прекрасна. Значи, се што треба е да им дадеме можност на книгите и да влеземе во нив. И навистина има толку чудесни книги. Јас моментно сега им се вратив одново на класиците. Што читате? Па сега, што тука ја прочитав одново Ана Каренина, се одушевив, бидејќи сум ја читала во гимназија, нели, кога сите моравме да ја читаме и сосем имав поинаква представа. Сега ми се отвори еден сосем нов свет. Му се навратив и на Достоевски, и така сега со нив другаров. Ками странецот по не знам кој пат ја прочитав и секогаш откривам нешто ново. Во која фаза од вашиот живот сте сега и доколку може да ми го опишете со наслов на некоја книга, би било одлично. Сега сум навистина во една прекрасна, спокојна фаза. Кога можам да го правам тоа што сакам. Тоа се вика вистинска слобода. Не апсолутна слобода, но вистинска слобода за мен. Слободата значи да го правам само тоа што сакам. Се разбира, освен што првенствено ми е да бидам со моите сакани, со моето семејство, со моите синови, внуци, и да пишувам, да се осамувам и да пишувам. Ете, мене ме прават сретни миговите. Ете и сега оваа гледка на минувачите, на ситните цвекенца од дивите костени што паѓаат. Еве убава оваа музика во позида, девојките што работат во книжарницата, еве ги будно таму следат, читаат нешто. Ивана и Симона. Ете, ситни, мене навистина почнаа одамна веќе ситни мали нешта да ме чинат среќна. И мислам дека тоа постојано и го повторувам во многу наврати, би сакала да го пренесам. Веројатно треба да дојде време кога тоа ќе го сватиш, нели? Во некои, ете, кога си особено млад, мислиш дека кој знае што планини огромни треба да освоиш, големи нешта тебе да ти се случуваат и дека среќата доаѓа од надвор, а всушност после сваќаш дека среќата е состојба и среќата е единствено само од тебе зависи. Треба да си дозволиш да ја живееш. Апропо овој муабет, каков совет би си дале на Винка пред 10 или можеби пред 20 години? Ете, само имај трпение, биди трпелива и не брзај, се си доаѓа во вистинско време. И ако навистина нешто не дојде сега и овде, значи не било за тебе. Во едно ваше интервју прочитав дека сега моментално живеете два паралелни света, еден во Охрид, еден во Скопје. Може ли да ми направите една паралела? Каде вие се чувствувате своја на своето? Па најмалку два живота живеам. Всушност многу повеќе животи живеам, зашто јас кога ќе отидам во Охрид ги живеам животите на моите ликови, таму пишувам. А барем најмалку главни 4 лика имам. Кога сте во Охрид, што најмногу ви инспирира пред да навлезете во ликовите, пред да навлезете во процесот на пишување? Па јас инспирацијата не ја барам надвор, туку внатре. Јас копам, длабам во себе ги барам приказните, а Охрид ми го открив Охрид пред 10 години кога го завршував последниот чај, ми нуди спокој и тишина и комплетна изолација. Значи сите овие Скопје е бучен град, има многу средби, комуникации со луѓе и се губи енергијата. Јас сакам да се концентрирам на тоа што го работам и Охрид ми го нуди тоа. Спокојот и гледките на езерото, секогаш е толку различно. Еднаш е сино, па сиво, па метално,
па ќе почне сонцето да го истура златото и среброто врз него, па лебедите, галебите. Има толку секој ден не само секој ден, па скока сонцето врз езерото. Или како крлушки од риба понекогаш. Значи, кога да го погледнеш е различно. Велат децата се прва љубов, ама па внуците ве подмладуваат и се љубов за секогаш. Каков е вашиот однос? Колку имате време да поминувате со вашите внуци? А имам сега, тие ми се приоритет, дури ова сега книга што ја пишувам, малку ја пролонгирав и си тевал, кога книгата, јас велам, книгата ќе си дојде. Сега таква радост ми се тие, затоа што со нив одново го откривам светот и го гледам светот со детски очи. И тоа толку ме фасцинира мене, зашто ние не остануваме сите деца во душата, да речеме. Што прави детето? Туку лесно влегува од една емоција во друга. Во мигов Лара или Анастасија или Дениция, моите 3 внуки, ќе плачат, во следниот миг ќе се насмеат, значи искока од едно чувство во друго. А ние, возрастните, кога ќе влеземе во тага, најчесто во тага, или нерасположени, нема излагање оттаму, и му се одушевуваат на светот, на се велат. И се гледаат како прв пат. Ете тоа, одново го учам со нив во светот, да го гледам со детски очи, многу сум им благодарна.